Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е премиерата на Гласот на народот со Слободан Томич, емисија во која се рушат догмите, а вистината се става на маса. Вечерва ќе зборуваме за судбоносните промени на глобалната сцена, Блискиот Исток, Русија и Украина, Европа, но и новата архитектура на светската безбедност. Историски важна е и посетата на Саудискиот крал во Белата куќа, средбата со председател Доналд Трамп и радикалниот предлог Саудиска Арабија да стане надворешен сојузник на НАТО или да ја има улогата на медиатор меѓу САД и Иран. Исто така интересно е и хит вечерва, односно ова деноноќе, мировниот план даден од САД, односно од покровителот. Јас, не крием, кажувам, сум поддржувач на Трамп и не случајно со мојот почитуван соговорник, еден од двајцата, дадовме максимална поддршка на денот на изборите, со оглед дека очекуваме дека ќе речеме the end of the story со длабоката држава. Која зборам длабока држава, ја спомнам мојата Македонија и вашата Македонија и нашата заедничка Македонија, во која е жртва во изминатите години, бидејќи голем број петоколонаши, зборам македонска страна, новинари, така наречени аналитичари, ја донесу Македонија до вакво дереже. Инаку Македонија ќе беше и се зависи од кормиларот. Но да одеме со планот на Доналд Трамп, кој трча, ја верам дека ќе ја фати таа Нобелова награда, имајќи факт неговиот претходник Барак Обама, потекло од Нигерија, може ќе ми исправат моите соговорници, видовте какви нечовечки права не се почитуваат, масакар на народот почитувани, а тој истиот добил Нобелова награда за мир, а водеше 6 војни истовремено дека го имаше мандатот на председател на Соединените американски држави. Тоа што е интересно, Русија, Украина и планот од 28 точки, што и двете страни, односно руската страна, го слушав Пецков пред да влезам во студио, кој вели не ги добивме. Добро, тоа е малце дипломатска игра, која господинот Марко Рубио и неговиот колега 2 недели одеа да ги усогласат работите, но верувам и заслужува во секој случај покрај тоа, кој е мој поголем коментар со оглед дека сум домаќин на емисијата, и сакам да додадам дека јас сум за територијалниот интегритет, суверенитет на Украина и за сите независни држави, вклучувајќи Македонија. Никој не сме да посегне по територија на која да е држава. Но овие се други системи, бидејќи знаеме што се случи во бившиот СССР, каде што не добиле гаранции благодарение на господинот Горбачов и авторот на перестројката, кој не им побара гаранции дека нема да направа да се прошири НАТО кон границите на Русија. И тоа се случи. Се случи тоа што големиот патриарх од Фанер замина и ја призна Украинската црква за да се случи војната во Украина. И тоа е така. Да, имаме прекрасни соговорници. Еве во старт ќе ги поздравам. Со една мала пауза на секој задоволство, овие 90 минути ќе го задржиме 100% вашето внимание во 90 минути. Сем Вакнин, аналитичар, теоретичар, познат по жестоки геополитички оценки. Добро вечер и добро дојде. Жан Становски, аналитичар, долгогодишен познавач на балканската евроатлантски процеси, и благодарам многу што вечерашната емисија ја реализирам со покровителство на професионалната преведувачка куќа Костант. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер. Поздрав на гледачите. И од нас исто, почитувани само еден джингл, со нас е продуцентот Кристина Томич и
Ивана Алексовска, која ја реализира оваа емисија. Ивана, одиме со джинглот и се враќаме во студиото. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Така реков дека вечерот ќе видите нова фреквенција. Во прайм тајм сме 21 и 12 минути е сега. Господин Ваклин, со оглед дека темата ја предложив, глобален пресврт, Трамп, Русија, Блискиот Исток, Европа, кои се новите линии на моќ? Еве, го спомнав планот, мировниот план на Вашингтон, Русија, Украина. Постои ли план, вистински план Трамп-Путин? Само да појасниме дека ќе имаме Консекутивен превод, да, еве јас ќе видам во таа улога, ќе го правиме консекутивно, Сем ќе говори на англиски, јас се преведувам на македонски. Thank you. А тој разбира македонски, во еден прави со ќе оди, во втор нема потреба. Повелете. Thank you. The fact is that Ukraine has been defeated. Факт е, Украина е поразена. The side that is defeated cannot dictate. Страната која што е поразена не може да диктира. That is the way things work. Така се случува, тоа се состојбите. We may morally think that Russia is the aggressor and Ukraine is the victim. Ние може да мислиме морално дека Русија е агресорот, а Украина е жртвата. But this is not the way geopolitics works. Ама така не функционира геополитиката. Trump is the first global politician to have admitted and accepted the defeat of Ukraine. Трамп е првиот глобален политичар кој што ја прифати и кој што ја призна поразот на Украина. It's a practical man. And so Trump believes that the only way to terminate the war, which is not going in favor of Ukraine. И сега Трамп мисли дека единствениот начин да се заврши оваа војна која што не оди во прилог на Украина is to freeze the conflict е да го as it is замрзне, right now. да го замрзне конфликтот во ситуацијата како што е сега. So there are minor concessions that Ukraine has to make. Има некои мали концесии кои што Украина мора да ги даде. The Ukraine should give another small area of Donetsk to Russia. Украина ќе треба да препушти една територија од Донецк на Русија. Very small territory. And Ukraine should essentially freeze its army as it is now. И Украина ќе треба да ја замрзне својата армија, онака како што е сега. Which anyhow Ukraine cannot afford anymore with a big army. И не може веќе да си дозволи голема армија и онака Украина. And Ukraine is getting $100 billion of Russian money. И Украина ќе добие 100 милиарди долари од руските пари. What is the alternative? Која е алтернативата? Imagine that Ukraine and Europe say no. А замислете we сега, reject this plan. Украина и европските држави ќе кажат го одбиваме овој план. The Ukrainian defeat will only become much worse. Поразот на Украина ќе биде уште потежок. Pokrovsk is about to fall. Покровск е на предпаѓање. Immediately when Pokrovsk falls, Russia will invade the rest of Donetsk. Кога ќе падне Покровск, тоа значи дека Русија ќе нападне останатиот дел од Донецк. It is not targeting Kiev. It is not. It is now targeting Kiev. Е сега целат кон Киев исто така. Belarus is ready. Белорусија исто така Nothing спремна. will be left of Ukraine. Ништо нема да остане од Украина. About this, I'm not a supporter of Trump. Така, ама јас не сум поддржуваш на Трамп, како што знаеш. I'm a great critic of Јас сум Trump. голем критичар на Трамп. But on this, he is right. Но тука е во право. The За war ова, needs to stop for Ukraine's interests, not for Russia. војната мора да запре поради интересот на Украина, не поради интересот на Русија. One last thing. The Europeans think, И уште една последна работа, европејците мислат, Europeans don't believe that Ukraine will win the war. тие не веруваат дека Украина ќе го победи оваа војна. Зошто? Because Ukraine cannot win the war. Затоа што Украина не може да ја добие оваа војна. There's no way for Ukraine to win. Нема шанси да ја And the добие оваа. Europeans don't believe that Ukraine will win the war. Европејците не веруваат дека ќе победи Украина. А зошто фрла масло во огнот? Yes. So what the Europeans want to do, Што сака да направат европејците? they want to increase the cost of Russia.
Тие сакаат трошок кој што ќе го плати Русија да биде повисок. more Russian soldiers to die, Повеќе руски војници да умрат, повеќе опрема да биде уништена, to take assets of Russia, frozen assets of Russia. замрзнати средства на Русија да се преземат, за да се зголемат трошоците. And then they say, if the cost will be very high, И потоа ќе речат, ако се трошоците Putin will not превисоки, start another war. Путин нема да почне друга војна. So Europeans are sacrificing Ukraine Европејците ја жртвуваат Украина in order to teach Russia a lesson. со цел да лекција и дадат на Русија. If I have to summarize this war, Ако можам да го сумирам оваа војна, the Europeans are fighting Russia to the last Ukrainian soldier. европјаните се борат против Русија до последниот украински војник. Да. Жан, повели со твоето прашање. Па еве да објасниме за гледачите по сликовито. Ова е картата на територијата која што ја има освоено Русија во источна Украина и оваа територија тука е ова тука, овој дел, Црвената? до црвената, точно, така. Тоа е ова целиот регион е Донбас, гледате? Чекај само да покажам со лепчето. Овој целиот регион е Донбас, Лугански и Донецк и оваа територија тука е спорна и 3 години се обидуваат, веќе трета година како е војната, значи русите да навлезат и да ја освојат таа територија, меѓутоа не успеваат. И сега украинците ќе треба да на маса, на зелена маса седнат и да кажат ја препуштаме оваа територија на Русија, затоа што Русија сака да го заокружи целиот овој регион и нормално претходно освоените региони на Херсон и Запорожје и на југот е Крим. Крим е секако веќе од 14 година даден. И идејата е практично да оваква територијална размена во наводници се направи, со тоа што русите ќе пуштат неколку квадратни километри овде некаде по граничните појаси и на тој начин ќе се очекува да се замрзне оваа војна. Дали не очекува, ајде да сега се обидеме да играме малку со мислите, очекуваме ли кореанско сценарио по замрзнувањето на војната? Практично никаква соработка помеѓу едната и другата страна, практично еден вид развојување по линии, кај што мислиш? I think people Sam. don't know Ukraine. Луѓето не ја познаваат Украина. I lived in Russia 7 years. Јас живеев 7 години во And I lived on the border Русија. of Ukraine. I lived in Rostov. Во Ростов, живеев на границата со Украина. And I know Ukraine well. И многу добро ја познавам Украина. Donbass is the industrial heart of Ukraine. Донбас е индустријското срце на Украина. If you take Donbass, Ако го земеш Донбас, what is left што останува? is a big village. Големи села, едно големо село. It's agricultural country. Земјоделска држава. Pure agricultural country. И тоа да го With прикажеме. zero industry, with zero manufacturing. Со нула производство, со нула индустрија и така Only натаму. agriculture. Исклучиво земјоделска територија. Еве да го покажеме. Најголема светска житница Yes. усекој. Само е физичка карта на Украина, гледате ово како изгледа пред, значи на границите со 91 година со осамостојувањето на таа држава. Овде гледате овие зелени краишта се житницата на Украина, зафаќа дел од Карпатите, гледате ова црвеното се Карпатите се граничи со Романија, Молдавија, Унгарија, Полска и така натаму, а на оваа страна пак е Русија. Гледате, ова се токму територијата Донбас, а Крим е полуостровот кој што беше практично преземен и говориш, значи, за земјоделска Украина која што ќе биде западно од Непар. So, if Russia takes Donbass, Ако Русија го преземе Донбас, Ukraine is very weak. Украина ќе биде The многу remaining part of многу it will be слаба, very weak. преостанатата парче од Украина Will ќе not биде be a слаба. threat to Russia Нема да биде закана за in Русија any way. на било кој начин. And I don't see that Russia has any reason or incentive to invade Ukraine, to continue the war. Не гледам причина зошто Русија би продолжила да ја напаѓа Украина, да ја освои, да ја победи и така натаму. Russia wanted to do two things, basically. Русија во суштина сакаше две работи да And направи. accomplish both. И ги успеа, ги постигна тие двете. Almost. Скоро, двете. Russia wanted Crimea, Русија го сакаше Крим, because Crimea used to be Russian until 1954. затоа што до 54 година Крим беше руски, не беше никогаш тоа Украина. Khrushchev gave it to Крушчов беше тој кој што ја предаде Украина на Русија. And Russia wanted to create a corridor, Односно Крим на Украина, се извинувам. Русија сакаше да направи коридор which would lead ultimately to Odessa, кој што ќе оди до Одеса and through Odessa will link all the aspects of the Black Sea. и преку тоа да се влијае врз To make Црното the море, Black Sea Mare Nostrum.
Да, Our sea. Црното море стане Маре Нострум, како што римјаните кажуваа, наше море. Еве да го покажеме тоа на мапата исто така. Уште еднаш за гледачите верувам дека имаат познавање од географија, меѓутоа овде е практично територијата кај што е освоена сега е само Одеса и мал покажи. брег. Еве тука е Одеса. Just Odessa is missing. Само Одеса, а целата оваа Недостатно. територија навака, гледајте, е практично освоена и тоа е тој коридор кој што сам го спомнува, да го врзе Крим, гледате Крим, го врзува со Донбас, Exactly. и таа територија и веќе целите се постигнати на војувањето и затоа тие Донбас целосно го барат, иако вие го бранат и така натаму, мораме да кажеме дека таа територија, практично целата огромно множество на жители таму се руси и беа руси пред војната, околу 7,5 милиони руси се во некогашната Украина која што броеше 48 до 50. Russian speakers. Russian speakers, така? There is a debate if they're Russian and Голем дел од нив се чувствуваат украинци, меѓутоа говорат руски, yes, например. exactly, Russian speakers. Меѓутоа тие народи се братски народи, како што се македонците и србите, како што се да речеме хрватите и словенците еден малку. Well, historically, Russia started in Ukraine. The Kiev. Да. Така е, Да. точно, тоа е во 10-тиот и 11-тиот Yes, век, историски, Киевска Русија, беше срцето на Русија, да. That's what Russia Дали ова беше една вид... Ајде, пробен, молим Kiev те. is like Kiev is very similar to Kosovo. Киев многу слично може да биде да го споредиме со Косово. Kosovo was the heart of Serbia, Косово е срцето на Србија, and Kiev културна, was the heart of историска. Russia. А ова пак беше, Украина беше дел од Русија, меѓутоа ете се разви украински идентитет низ вековите од 19 век па наваму со The креирањето. truth is that Ukrainian nationalism was created artificially and unintentionally by Stalin. Украинската, како го рекол, национализам Национализам. практично беше формиран без некаква намера од страна на Сталин. Because Тоа- Stalin created conditions in Ukraine of big famine. Сталин условите во Украина ги овозможи како големиот глад, голодомор што го викаат украинците, Yes, exactly. меѓу 5 и 6 милиони украинци Yes, да. умреа практично во 30-тите години, кога беа Suppression of Ukraine was unique, И- much worse than any other part of USSR. притисокот што се изврши и врз Украина беше изморено голем и тежок, многу повеќе од било The која NKVD in Ukraine was the worst. НКВД, тоа бе тајната служба, беше на најсурова во Украина. So Ако се вратиме на мапата, Ukrainians developed a sense of collective and sense of nationalism. украинците развија едно чувство на колектив, едно чувство на национализам, па како што се креира најголем дел од другите нации во Европа, да видиме And when the реално. Nazis invaded, И кога нападнаа нацистите, initially the Ukrainians collaborated with the Nazis украинците against them. соработуваа, колаборационисти беа со украинците, Also a со little like нацистите. in Yugoslavia, the Croats. Нешто слично како хрватите во Југославија. Yes, same Да. situation. The Croats until today, I'm just coming back from Zagreb. Јас бев во Загреб, што туку се Until враќам. today, they are telling you the Serbs were suppressing us. The Serbs До were, ден денешен тие тврдат дека србите нас не and because of that, we became nationalistic. И заради тоа ние станавме националисти и Take into account that USSR имајќи во предвид сега дека СССР was established by three countries: беше воспоставено од три држави: Russia, Русија, Ukraine, Украина Belarus. и Белорусија. Тоа беа словенските народи Yes. што се содржаа во Yes. покрај 15 или 20 други народи Републики. кои што настанаа нели од Советскиот сојуз. It's a complicated situation. This black and white, Ова, Russia, црно all и bad, бело и Ukraine, така натаму. or Ukraine all bad, you know. This does not reflect, Украинците лоши, русите лоши и така натаму. Не this можеме doesn't така. reflect the very complex dynamics of that area. Тоа е една комплексна динамика во тој простор. Велиш Ukraine, Украина, on the border. Украина значи територија на границата. Да. На граница, што би рекли, како што е Српска крајна во Хрватска. Многу слична. Very, Да, very. рече се идентична Situation ситуација. there is very similar to Yugoslavia. Токму така и баш така сакам и да напомнам дека постои една теорија и во психологијата, веројатно сигурно си ја сретнал, конфликтот меѓу браќата се најсурови, најжестоки, најтешки, такви братски народи еве војуваа меѓу себе србите и хрватите, може да ги земеме
како пример украинците и русите сега тазе, па дури ако дозволиш да кажам и семитски народи, како што се израелците, односно и палестинците. Иако тие на крајот на краиштата се најжестоки непријатели, ќе дојдеме до таа тема покасно, меѓутоа тие во суштина потекнуваат од еден корен. Тоа е трагедијата. Дали тоа беше Freud called it the conflict of small differences. Значи Фройд тоа го нарекува конфликт на мали разлики. Да. Можеме да го користиме. He's trying half an hour to talk. Да, повели слободно. When we are both here. it's pleasure because да, супер. Мене ми е во интерес гледачите да бидат повеќе информирани. Жан добро го начина тоа прашање, таа bloodshed, да речем братобиствена војна, и не случајно го спомнав да речем поглаварот на православната христијанска црква од Цариград, кој замина на 6 јануар во Америка неслучајно по барање на длабоката држава, секогаш одам со таа квалификација, и Бајден, за да направи договор како да почне, да се запали фитилот со признавање на украинската црква. Дали се согласуваш со мене дека овој вид е намерно создадена една верска војна или братобиствена војна меѓу православниот народ? I think Jean is maybe better qualified to answer this. Може би Жан е поквалификуван да даде одговор, повели се. But as far as I'm observing historical processes in Како што Europe, ги наблюдувам историските процеси во Европа in the past 1000 years, во последните 1000 години, since the Holy Roman Empire, од воспоставувањето на Светото Римско царство, first there is a conflict. прво има конфликт, Second, there is religion. второ доаѓа верата. In other words, first there's a conflict, Со and друго then имаме the конфликт, people in the conflict луѓето во are конфликтите trying to leverage religion, to use religion се обидуваат да искористат верата, to justify the conflict, да го оправдаат конфликтот, to render the conflict moral. да излечат морална полка од самиот конфликт. There is a name for that И за тоа има име. in anthropology and sociology. Израз во антропологијата и социологијата. This is called morality play conflict. Се нарекува Morality play conflict. конфликт на морални игри или Нешто вакво. Отприлика Морална игра. Morality play conflict means that the conflict starts, Тоа значи конфликтот почнува and then the people who participate in the conflict, и луѓето кои што учествуваат во конфликтот, they divide. They say we are all good, тие се делат, ние сме добрите, and the other side is all bad. а другите They се demonize. лошите. Demonize the И other ги side. демонизираат And противниците. the best way to demonize Најдобар начин да се демонизира Is by saying, е да се каже we are with God, ние сме со Бога, and the other side is not. а It's другата не against е. God. Другата не е, тука е анти Господа. Така е 30 годишната војна, можеме да кажеме Yes. 17 век и Even Holy Roman Empire. почнувајќи од Go back, 10 век, Charlemagne and so on. Карл Велики така е. I will give you an example that is not so politically Но correct. ќе дадам еден пример кој што не е толку политички. The SS. Кој? SS. Schutzstaffen. СС, та Шутштаф, The тоа е. SS. On the knife, СС-овците на нацистите, значи. each SS man had a knife and a helmet. Секој од СС-овците си имаше Бојанет. A knife and a belt. појас и нож. A nose. Му дава. On the belt and on the knife, На појасот и на ножот it was written, God with us. беше гравирано Бог е со нас. Yes, God. Гот и смитунц И митунц, на германски. Every SS man had Секој knife СС-овец and belt. имаше God, појас и God нож, is with me, кај with што us. пишува Бог е со мене. So it's normal that when conflict evolves, И нормално кога конфликтот се The parties bring разгорува, religion. да се внесува религијата, да се because внесува it is верата. the only way to justify killing Затоа other што people. тие сакаат со тоа да го оправдаат убивањето на други луѓе. No conflict is okay. None. No conflict is all right, morally speaking. Значи ако нема конфликт е во ред, морално кажано, нели? So this is the Така way. да, ова е. И како тоа можеме да го пренесеме сега во ова денешна ситуација кај украинците, на пример. Еве голем дел од нив изразија, воспоставија своја етничко чувство, го врзаат тоа со јазик, нели се разви јазик, исто така како што тие се еманципираа практично од руското ткиво, како што се еманципираше, да речеме, македонскиот јазик од словенското, од бугарското, од српското, од околното ткиво, како што и некои други народи, практично сите народи во 19 век на исти начин се формираа, следејќи ги примерите на големите нации, на Германија, Италија и Франција, секако, нели. И така натаму, меѓутоа, прашањето ми беше колку тоа чувство
води до омраза кон другиот. Значи, нели велиш се правиме ние и тие се лошите, ние сме добрите момци. Of course, it И до provokes која fear. мерка, и гледате до кај води тоа, води до конфликт, води до такви војни. I think before hatred, there is fear. Пред омразата, вели Сем, имаме страв. И стравот да не It's се fear изгуби. that creates hatred. Стравот воспоставува, односно креира омраза. Така е, се Fear is слажам. the main instrument to manipulate people. И Main. стравот More е than hatred. најважниот Hatred инструмент да се манипулира со луѓето. Доволно е само да им посееш малку страв и ќе се Знам сврдат дека кон не некој центар. сакаш да дискутира за македонската политика, но ја само Не знам, не Да, сакам, само не. ебе ако ми дозволиш и со Жан би ја споделил, тоа беше случајот 2017 со промена на името, создаде страв, затвори ги луѓето за 27 април и луѓето не смеат да излезат за да помине глатко. Но еде само да речеме дали во оваа војна, што јас стојам зад мојата анализа, дека сепак се кријат криминални работи од делот на создавање, акумулирање на милиарди евра и долари од страна на Зеленски, со поддршка, ве гледаме фон дер Лајен, никако да попушта и покрај добронамерната идеја на Доналд Трамп да дојде конечно до еден мир, бидејќи војната носи убиства, носи трауми, трагедии, уништува се. Се спорува дека во прашање се милиарди акумулирани во некои трезори од страна на Зеленски. Дали ти е познато за тоа? When the War of Independence in the United States started, Кога започна војната за освободување во Соединетите држави, there was a guy who was providing meat. имаше човек кој што даваше на располагање на луѓето месо. Значи, His name was Sam, тој се викаше Сем. and the soldiers were calling him Uncle Sam. И војниците го вика Вујко Сем. He became a multi-billionaire in today's terms. Тој во денешни услови стана мултимилиардер. There is another guy. Имаше уште еден друг тип. He was lending money to the government, the new government of the United States. He was lending money. Тој позајмуваше пари на новата влада на Соединетите држави. Говориме за нашите гледачи крај на 18 век, Yes. или воспоставањето на 1775, 1783. од 1775 до 1783 војната за независност. And the presidents, three, А and the whole Congress, председателите и целиот конгрес, they тројцата, wrote special laws тие special laws напишаа посебни закони, значи донесоа посебни закони, to confiscate all the assets of the United States да се конфискуваат целокупните средства на and give it to him. Соединетите држави и да му се дадат нему. Why I'm telling you this? Зошто ви го кажувам ова? There is no war without profiteering. Нема војна без профитерство. The most holy war Најсветата војна, around it, околу неа, there околу are тоа, there are the capitalist wolves. тоа се волците There is капиталисти. no war without money, Нема војна без пари and where there is money, there is corruption. и каде што има пари, таму е корупција. It's not unique to Ukraine. Така да не е тоа уникатно за Украина. You think there's no corruption in Israel? Мислиш дека нема in корупција United во States? Израел, во САД? It's totally normal. И сосема нормално. The problem is another problem. Но друг проблем имаме тоа. Corruption is totally expected. Корупцијата е сосема за очекување. But Ама- we're a much better question. Why the European Union Е прашањето сега зошто ЕУ and United States и САД did not place auditing and supervision mechanism не воспоставија механизми на надзор и на контрола и на ревизија на парите. Why they did not control the money? Зошто не ги контролираа парите? And that is an interesting question. They're not Тоа stupid. е интересното прашање. Se будали? I was economic advisor to 7 countries. Јас сум бил економски советник на 7 држави. Every penny for water, for mineral water, you need 3 signatures. And За секое денарче кое што е This is платено за вода треба 3 потписи и so така натаму. why they gave the money like that? Зошто така ги расфрлаа Hundreds парите? of millions, like that. Стотици Billions. милиарди. Зошто ги расфрлаа Like that. така? I think they were basically bribing the elite to Мислам continue the дека war. тие корумпираа елитата да го продолжи ратот, војната. This was bribe. Тоа беше мито, ја They ми. wanted the elite to steal the money И тие сакаа елитите да ги крадат парите. as incentive to continue the war. Како иницијатива да продолжи војната. Because if the elite, Зашто? because if the elite did not get this money, Ако елитите не ги добиваат тие пари, they would stop the war. тие ќе ја запреа војната. The elite in Ukraine, Елитите во Украина, all the assets сите средства are in Donbass.
ги насочува во Донбас. All. Сите. There is one oligarch that controls the agriculture. Еден олигарх има кој што земјоделието го But all the контролира. others is Donbass. Сите други се со Донбас врзани. Donetsk. Донецк. So they were losing. They were losing their assets. They Значи, were losing губат средствата. their factories. They were losing their money. They were losing everything. Губат парите и така натаму. They would have stopped the war after 30 days. Тие ќе го може за 30 дена да ја запрат They would војната. have stopped. So the European Union especially, and also United States Значи under Biden, ЕУ и особено they САД did not want them to Во stop. времето на Бајден, така? и да, администрацијата They на did Бајден not не want сака them to stop. и уште Не да сакале. уште да додадеме Како што е и сега фон дер Лајен. Yes, they don't want да, them to stop. не сака да запре војната. Imagine, I'm oligarch. Да замисли се, јас I сум have олигарх, factory in Donbass. имам фабрика во Донбас, Putin is coming, taking my factory. Путин доаѓа и ми ја собира фабриката, ми ја зема. What is my rational next step Кој ќе биде мојот рационален нареден чекор? to stop the war, Да ја запрам војната, negotiate with Putin, да преговарам со Путин, get my factory back, да си ја добијам фабриката назад and continue life. и да продолжи животот. So, if you want me as oligarch Ако ме сакаш како олигарх, to support the да war, те поддржам во војната, give me money, треба да ми дадеш кеш. bribe me. Подкупи ме. Why would Подкуп. I continue the war? Зошто да продолжам со војната? Give me some incentive to continue the war. Дај ми иницијатива да продолжам со војната. And that's why the money came with no control. И затоа парите поминуваат така без контрола. Ако смеам да искоментирам, Да, повеле. BlackRock, интересите на САД да ја отргне Русија од Европа, посебно врската Германија-Русија, која што беше преку Nord Stream, преку нафтоводот и гасоводот на нашите гледачи, ќе им објасниме, тоа е од практично во Балтичкото море гасовод, кој што ја напојуваше Германија со ефтин руски За газ и Северен ток нафта. збориме, така? За Северен ток, кој што го торпедира американците, а германците не мрднаа со прст да го решат едноставно, бидејќи се послушници, морам да кажам за жал, омилена земја ми е Германија, имам живеено таму, германист сум по професија, меѓутоа вазалството и послушноста и покорноста кон САД, кон администрацијата на американските председатели е очај и жал за една таква земја, таква култура, таква голема земја, која што русите сакаат да ја отргнат од, односно американците сакаат да ја отргнат од руско-германската соработка, ја прекинаа истата и гледате сега, минатата недела имаше вести кај што кажуваат преку грчки извори ќе се продава американски газ и нафта на Украина. На украинците ќе им продаваат газ и нафта, а има 4 или 5 нафтоводи што минуваат из Украина. А Русија е на чекор од Украина. Соседна земја ги поседува изворите за газ. Каков абсурд. Како, значи, сето било за интерес, финансиски интерес, за промоција на своите бизниси, поготово на врзување на декоплинг, што би рекле, на Русија со Германија и Европската унија со Германија, за да можат америте да навлезат и да прават пустош. You mentioned something very interesting. Спомнам нешто многу интересно. But Да не го after заборавам that, I после. think we should stop with Ukraine and move to... Да, може и после ќе престанеме со Украина, ќе продолжиме со... Да. You mentioned something very interesting. Спомнам нешто многу интересно. If Russia wanted, Ако сакаш Русија, Ukraine will not exist next week. Украина може наредната седмица веќе да не постои. This is complete nonsense. Тоа е целосна That глупост. they are defeated. Дека се бранат, дека се победени и така натаму. Russian administration of Putin doesn't care about dead soldiers. Руската администрација на Путин не се грижи многу за мртви војници. For them it's not the main. За нивните војници не се грижи многу. Да, they don't care. Не се многу грижат ни за своите. The Russian army is horrible. Руската There's no армија minimal conditions, no Очај. food, no nothing. The soldiers should find their own food. It's catastrophe. војниците се борат дури без оружје и така натаму. Катастрофа е. Russia has other ways to destroy Ukraine. Но Русија има други начини да You ја унищи. mentioned pipelines. И нафтоводите ги спомнавме, така е. Pipelines are managed by Gazprom. Газпром. Нафтоводите ги управува Газпром. Gazprom. And Ukraine should pay annually И to Gazprom Украина треба на Газпром да му плаќа годишно to pay for the maintenance of the за pipes. одржување на нафтоводите и така натаму. Gazprom can close the pipes tomorrow. Газпром може утре да ја Tomorrow. затвори вентилот They are controlled, computer controlled. на газоводот, тие преку компјутер ги контролираат. Tomorrow they can close. Утре ги затвараат. Russia can prevent exports of wheat and agricultural products from Ukraine tomorrow. Утре Русија може да спречи веднаш, да сопре продавање на жито и пченица на светот од If страна на Russia Украина. makes these two steps, Ако Русија ги направи овие два чекори, Ukraine is Chaos. bankrupt in 1 month. Украина ќе банкротира за еден месец. Completely bankrupt. Целосно.
Russia tried it 2 years ago, a year and a half ago. They closed the ports for export of Русија, за извозот на Украина го стопира за житото, нели пред 2 години кога беше? And there was a big outcry all over the world that the world is И Обединените starving. нации, Africa. Вучава се крена афричките земји ќе And одат Russia said, okay, no problem. But Русија рече во ред ги пуштија нели да it was извезува, signal. но сигнализираше It was not real. Не It беше was just to show Ukraine what they can do. да им покаже на украинците што може да направи. Тоа беше шоу на некој начин, Yes, така? they didn't mean to continue like strategy. They wanted to send signal. Тие сакаа We само can како shut you, сигнал we can тоа да го finish you. ќе ве затвориме, ќе ви вентилите и тоа е тоа. Russia is not interested Русија нема in интерес на controlling tens of millions of контролира hostile Ukrainians. десетици милиони непријателски настроени They don't украинци. want that. Така да уште еднаш само да нагласам сета глупост на европските држави, на најголем дел од јавноста кои што им го перат мозокот дека откако ќе освои Украина ќе се сврти кон балтичките држави, кон Молдавија. Тоа е тотална глупост, невидена патиен. So it's nonsense because Russia глупост. doesn't want to manage hostile populations. Затоа што не може да But освои. Russia wanted Crimea and Donbass. Русија ги сакаше Крим и They wanted Донбас. Donbass. Што ќе прават таму And сега? Odessa. And Odessa. И Одеса ја сакаше. Odessa is the big. Одеса е голем прашање. Не знаеме. Само уште маси, пошто ќе се префрлиме на Блиски исток. Се збореше, бидејќи ова е дебата, почитувани, значи ние водиме на, и сигурен сум, бидејќи сум долгогодишен надворешно-политички новинар и познавач на приликите на меѓународната политика, премиерот или првиот човек на Британија се збореше дека има договор со Зеленски и купил дел на територија од Украина за тие специјални минерали, исправите ме, со тоа што тоа беше голем скандал. Дали тука е фактички тоа зад завеса што и господја фон дер Лајен и британскиот канцелар, премиер, па да речам, редо ги работи, си има своји лични амбиции и бенефити. It's very good that you mentioned this Много because добро е што го this could lead us спомнуваш to the ова. Middle East. Ова ќе не пренесе веќе кон Блискиот исток. The main game today Главната игра денеска is rare earth minerals, е баш тоа што сакаме да го спомнеме, а тоа се ретките минерали и рудни богатства. including earth magnets. И вклучително и магнет. This Значи, is the game. тоа е играта. Not oil. Не нафта. All this is history. Се е тоа историја. China has 90% of the rare earth minerals. 90% од ретките минерали ги поседува Кина. Во светски рамки говориме. Иако Светски. увидовме дека интервенцијата практично на Соединетите држави одеше во правец на договор за искористување на ретките минерали на Украина. Украина, покрај тоа што ја изгуби својата територија, изгуби меѓу 100 и 300 илјади војници, целата источна инфраструктура, туку станува роб и вазал практично на американската политика и That's true. And the тоа е reason is точно. that the big game is rare earths. И големата игра се ретките минерали. Who else has them? Кој ги има? Кој друг ги има? But before we go there, let's explain to the viewers what is rare earth minerals. Пред да одиме понатаму да објасниме на гледачите што се вакви ретки Rare минерали. earth minerals are minerals Тоа се минерали, ретки that минерали, you can excavate from the earth кои што можеш да ги ископуваш од and земја easily convert и лесно да ги into претвораш the kind of magnets во магнети that go into all electronic devices. кои што влегуваат во сите електронски уреди. All. Сите. From smartphones Од паметни to телефони, rockets. Батерии, тие што се... Rockets, до ракети, smartphones, batteries, батерии, electronic vehicles. електронски возила, Everything. електрични возила и све друго. You need these rare earth minerals. Ти треба Without them, you овие cannot manufacture. ретки минерали, без нив не можеш да произведуваш. So, until now, China controls До сега 90% of rare earth minerals. Кина контролира 90% од ретките минерали. A few weeks ago, China said Пред неколку недели there Кина will be embargo. We will not sell rare earth minerals anymore. нема повеќе да извезуваме ретки минерали. Trump panicked Трамп влезе во паника, for good испаничи, reason and travel to meet Xi Jinping. отиде да се сретне со In South Korea. Председател на Jinping, Кина. нели во And they Бејжинг. made a deal, including that И за царините направија нели дил тогаш, that да. China will continue to sell rare earth minerals, but only for 1 year.
И сега Кина кажа дека ќе продолжи да извезува ретки минерали, но само во трајање од една година. Сега, that means there is Damocles sword. Но имаме Демоклов меч над главата на некој. Because China after 1 year can say, По една година We are Кина not ќе selling каже, anymore. нема повеќе да продаваме. so there is a race all over the world Има трка низ целиот свет to develop mines of rare earth minerals in other locations. да се бараат рудници и минерали ретки на други локации. Литиум кој што е за To break, not lithium, to break the monopoly of China. Да се скрши монополот на Кина. Where are the locations where Да you се have сруши. rare earth minerals? Каде имаме такви локации со ретки минерали? Во Украина. Until now we know only two. Само две знаеме сега, Until now. до сега. Ukraine, Украина Saudi Arabia. и Саудитска Аравија. Saudi Arabia has huge amount of Saudi- rare earth minerals. Сауди Арабија има огромни количини на ретки минерали. Another thing that people don't know. Во пустината таму го Saudi Arabia, yes. Saudi Arabia is broke. уште една работа. Саудитска Арабија е Balkotiva. банкротирана држава. Is Не сум за ово. yes. No one. Almost very few people know this. Добро, како се рефлектира тоа? Се уште се добри односите нели They are со pretending. Тие глумат дека се They're богати, acting that they have дека има, money. They don't have money. значи They're немаат пари. Bankrupt. Банкротирани се. What happened is Saudi Arabia И was Sauditска putting some of the money Арабија, некои од парите from the sale of oil од продажбата на and petrochemicals. нафта и петрохимикали. Some of the money they were putting in sovereign wealth fund. Некои од тие пари ги става во така речен добротворен Sovereign wealth fund. фонд за богатство. Како Фонд што за национално богатство. Како норвежаните што имаат Да, како од нафтата, норвежани. баш лична приказна е кај нив. Norwegians have $2 trillion. Норвежаните имаат 2 трилиони долари, тоа се 2000 милиарди долари средства кои што од продажбата на нафта Да, и газ ги правеа низ За годините. Норвегија. Норвешка е неверојатно богата земја, Да, значи неверојатно. ги чува, ги штедат, значи еден вид штедат. Така и рапите пробува, не? Се In замешувам Saudi сега. Arabia, the wealth fund is Овој фонд, значи на the wealth Саудитска fund in Saudi Арабија Arabia is now close to zero. е еднаков скоро на нула. They are living on income from the oil. Живеат на приход од нафтата. Нема резерва. Нема резерва. Нема резерва. Немаат резерва. And the oil prices А цената на нафтата collapse, and they collapse in the last 10 years. Not колабира низ последнивите 10 Oil години. was 160, now is 60. It's Нафтата беше 160, сега е само 60. a big collapse. Same problem Russia. Russia has same problem. Истиот проблем го има Russia Русија. used most of its reserves. Најголем дел од своите резерви ги потроши. They don't have, they are running Војната е on многу fumes. скапа, неверојатно скапа, многу милиарди. Exactly. So they are running on fumes. Значи And едноставно so Saudi Arabia actually wants to make a deal with the United States. и Саудитска Арабија сака да направи еден дил, еден договор со САД. We will give you access to the rare earth minerals Ние ќе ви дадеме пристап до ретките минерали, and you will save us. а вие ќе не спасите You нас. will save us in some way. На некој начин. Тука би направиле еден рез. Ивана, одиме со еден джингл и го најавувам токму на прилогот за големиот дочек на Саудитскиот крал, што е возвратен од страна господинот Доналд Трамп. Интересно е. Интересни се некои клипови сум ги обезбедил. Одиме со джингл и веднаш одиме со тој клип. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Во секој случај, ово е велелепен, да речам, импозантен пречек на Саудитскиот крал од страна на господинот Доналд Трамп. Знаеме, свежи ви се мисли, сеќавањата како исто го пречека господинот Трамп во Саудитска Арабија. Еве, прашањето ми е, како го коментирате двајцата овој пречек
даде добар вовед што значи ситуација на Саудиска Арабија и за интересно што е што господин Трамп го наименува како поддржувач или дел од НАТО, како надворешен поддржувач на НАТО, како да го речам, еден деташиран политички амбиент на Саудиска Арабија да биде во рамките на НАТО, имајќи факт дека да биде медиатор меѓу САД и Иран. Yeah. Повелите, молам. You want maybe to... Не, повели слободно. Тоа е веќе твое поле на интерес. Okay. Слободно те молам. I want to give Jean Ако Да, ќе се надополни Жан. Да, ќе кажам нешто за нека начне теми, да. Повели. First of all, we must remember that the family of Donald Trump has great interest in the Gulf. Бака, треба да знаеме дека семејството на Доналд Трамп има голем интерес во заливот. And major new projects, including in Saudi Arabia. Многу големи проекти тука, вклучително Саудиска Арабија. I know that Donald Trump says I'm not involved and so on. Трамп вели не сум тука врзан. I don't believe it. Не сум вклучен, не верувам дека е така. So this is definitely one consideration. Една од размислувањата е таа And if you wish, it's corruption. Yes. Ако сакаш и тоа е корупција. But more importantly, Но, уште поважно, there is a unique opportunity here Има for the United States единствена можност за САД овде to take over the Middle East completely. целосно да го преземат Блискиот Исток. Don't forget that until Ама чекај, Израел го има Блискиот Исток, нели? Израел бомбардираше седноземји и прави пустош таму, нели? Како сега ќе го преземат од Израел? we'll come to А ќе Israel. дојдеме до тоа, We'll come to добро. Israel. Морам да искоментирам, извинувам. don't forget that until a year ago, Не заборавајте дека до пред една година Russia Русија was very present in the Middle East. беше во Сирија, на пример, да? Беше многу присутна Русија во Сирија. It is the first time since 1950 Прв пат после 1950 година that the West is in complete control of the Middle East. Западот ја има целосната контрола на First time. Блискиот Исток. There is no other power. Нема друга моќ. How to guarantee Како да се the гарантира control of the United States forever? да контролата остане на САД бесконечно? How to guarantee that the Middle East will become the backyard of the United States? Како да се гарантира Блискиот Исток да стане еден вид двор на САД? So if you look at the map of the Middle East, Ако ја погледнете мапата на you need to control the Gulf, треба да го контролираш заливот, you need to control the Levant, Левант треба да го контролираш and you need to control the Dardanelles. и Дарданелите. If you control this arc, Ако таа оска ќе покажеме на гледачите на мапа ја контролира, no foreign power can enter. ниедна надворешна сила нема да може да влезе. And this is exactly what Trump is doing. И тоа токму тоа што Трамп го He прави. is cultivating Saudi Arabia Ја поддржува Саудиска Арабија, ја култивизира на некој начин and making Saudi Arabia a major ally. He is giving Saudi Arabia F-35 и aircraft. дава на Саудиска Арабија F-35 Фантом авиони. Same status like Israel. Исти статус како Израел добива. Exactly, Зашто it's Израел exactly. добива оружје. Израел практично ја контролира САД. Израел е практично надворешна политика на well, САД. I'm not начин. into conspiracy theory. So he's equating the status of Saudi Значи, Arabia and Israel in и- terms of defense alliance. И ги изедначува статусот на Саудиска Арабија и Израел од аспект на одбранбените можности. This would mean that the United States will be in control of the oil of the Gulf Тоа ќе значи дека САД ќе преземе контролата на нафтата во with заливот. Qatar and Со Saudi Arabia. Катар, Кувајт, Бахрейн, Емирати, Бахрейн, Кувајт, Саудиска okay. Арабија, Оман, And Јемен, сите се тука. they will have to eliminate the United Arab Emirates. И тие ќе сакаат Обединетите арапски емирати да ги елиминираат од овој. Somehow. They will на have некој to начин. destroy it somehow. Сакаат да ги уништат. That will be the next step. Тоа So ќе they биде- control the oil in the Gulf. Значи ќе го контролираат нафтата и Israel заливот. is the dominant force in the Levant. И Израел е доминантна сила во Syria, Левант. Lebanon, etc. Сирија, And you have Либан. Turkey. And And you have Turkey. и Турција има. And America is reintroducing Turkey И Америка into the ја Middle East. повторно ја воведува Турција во Блискиот For Исток. example, На пример, Turkish soldiers турски војници will be included in the International Stabilization Force for Gaza. вклучени во интернационалните сили за стабилизација на Газа. So Turkey is invited Turkey. in a military way to be Турците- on the border of Israel. Се поканети да дојдат до границата со Израел, значи The idea is to на воен начин. Идејата тука е the idea is to balance, to create да се balance избалансира.
да се креира баланс. Turkey will balance Israel. Israel will Турција balance ќе го Turkey. балансира Израел. Saudi Израел, Arabia Турција. will make peace with Israel Саудитска Арабија ќе воспостави мир со and will Израел balance Turkey. и ќе ја балансира They Турција. are not worried about Iran. Но не се загрижени за They Иран. are not worried about Iran Не се загрижени за Иран, because Iran is destroyed затоа што Иран уништен. completely, economically, Економски, climate-wise, од аспект на the климатска, nuclear program. нуклеарната програма. The regime is in very bad shape, etc. Режимот е во многу лоша состојба. Имаше демонстрации, имаше убиства на жени и така натаму. Жените излегува да протестираат против. I don't think Iran is a threat, and I don't think Но не сметам America. дека Иран е закана. I don't think America is building some coalitions or Не alliances сметам against дека Iran. Америка прави I don't think некакви Iran коалиции is a major player против anymore. Иран. Иран не е веќе голем играч. Iran also lost its proxies. Тие исто така и своите поддржувачи ги Hezbollah is изгуби. finished. Хезбола е Hamas готова. is in bad shape. Хамас е They- во лоша They ситуација. lost the proxies. Maybe in Iran something. Може In би Yemen. Во Јемен остана нешто. Оние кои што им So- беа не поддржувачи, туку нивни продолжени инструменти. And the bonus is the rare earth minerals of Saudi И Arabia. бонусот се овие ретки минерали, од земјата. Може ли Рија да биде... But one more thing, Да, бе, бум. Уште нешто? with your permission, because I'm already answering many of your questions. Да, одговорам веќе на повеќе од твоите прашања. Who will pay the price for this? Кој ќе плати цената за In ова? geopolitics, Во геополитиката, every realignment, секое ново ангажирање, someone is paying the price. секој нов сојуз значи дека некој ќе треба да Само плати паѓа. цената. Некој плаќа. And in this case, Во овој случај, who will pay the price is Israel. Израел ќе ја плати цената. Israel will pay the price. Israel lost the war against Ја Hamas. изгуби војната против Хамас. They did not win the war. И покрај тоа што истепа стотина илјади They луѓе, won the war tactically. тие ја добија војната тактички. They killed 30,000 soldiers of Hamas. 30.000 војници на Хамас убија. Hamas does this, and the next day they will have 30,000 Хамас soldiers. ќе направи вака и уште нови 30.000 утре ден ќе It's се not a појават. problem, this. Тоа не е проблем. And Israel lost the war because Israel lost the support of all the world, Израел ја изгуби војната затоа што ја изгуби поддршката од целиот свет, is isolated, се изолира, hated, е омразене, weapons embargoes, под ембарго на оружје, divided internally, внатрешно е поделен. almost civil war. Речи Almost. си 2 граѓанска minutes војна. from civil war. 2 минути до граѓанска војна. Israel is in catastrophic shape, Израел bankrupt, е банкротиран, во катастрофална состојба е. catastrophic shape. Катастрофална и the покрај deficit- сите поддршки, сите милиарди што му ги истураше администрацијата на бившиот председател и сегашниот и така натаму. It's, И покрај лобито силно во Сенатот и во Конгресот, џабе, а ништо. Колку е точно дека е уништена железната кула? Sorry? Железната кула е уништена. Не само туку истражувачките центри се уништени. Нели ми раскажуваше пред некој He's talking време. about the Iron Dome? Iron Tower. Он слободан мисли на оној Iron Dome за штитниот Iron Dome, чадор да. што е. И тој во каква состојба Во имаше? уништувачка, дали е точно дека е It's not, уништена? no, it's not destroyed, no. Не е уништен. It's 90% effective, 90% е but they ефективен. don't have anymore the ammunition for the Iron Dome, the Но не- missiles, the projectile. немаат проектили, немаат веќе ракети за Да се одбранат. за да се одбранат. They have the launchers, but not the... Ги имаат лансерите, ама немаат ракети, немаат А колку е тедната служба дека е уништена Мосад, тира? тешко, не верувам. Како No, што I ција. don't think he's talking about the Iron Dome. Не, и talking about говори за што беше За Мосад, за тие... Не, претходно што беше темата ни одета мислата. He's talking about something that the Mossad said. Да, дека е уништено сите тие нивни инфраструктури од страна на Хамас и тие. That Israel destroyed the Hamas or the Hamas destroyed Да. it? Не, за Израел, односно Хамас извршил силен Да. удар врз Мосад, врз структурите на Мосад, вели Слободан. No. Нема врска, не. No. Тешко тоа. Дали Иран даде Не е важно голема тоа. поддршка во уништувањето на тие инфраструктури? No infrastructure was demolished. I don't know what you're Не, talking не, about. ако се сеќаваш за оние лаборатории за истражувања, многу напредни лаборатории, кои што Иран ги бомбардираше во онаа кратка 12 и 13 дневна војна, се сеќаваш? Тоа But it беше wasn't пред Hamas, it пред was- 3-4 it месеци. was, Тоа беа иранските Yes, служби кои што Iranian напаѓаат. missiles, yeah. И со таквите проектили практично ги уништија оние лабораториите и истражните Yes, центри in Weizmann Institute. тој институт Дали е тоа Weizmann. Yes, уништено? but it's Тоа е not Hamas. вистина, тоа е точно, нели? Да, точно. Значи не е тоа некаква No, it's not. Не е It's true. спекулација. Not спекулација. speculation, it's true.
But it wasn't Hamas. It was Но Iran. тоа не беше Хамас, добро. And it was biological warfare. Тоа беше биолошка војна. Laboratories. Добро, нели мислиш дека со сите своји потези што ги прави, особено Нетањаху во последниве години, тој се обидува да ја вклучи Америка во секоја своја интервенција, во секоја своје бомбардирање. 6 или 7 соседни држави има бомбардирано, убива без крупулозно, значи гинат луѓе, цивили, гинат деца, жени. Значи тоа е како може да добие таква слобода? Значи не можам да разберам да The United States used 6 или 7 држави се, значи бомбардира the во United States used Israel. Everyone thinks Israel used или Israel. обратно, јас би рекол обратно, Yeah, секој мисли everyone дека says Israel used. No, the United States used Israel. САД велиш ја ги Used користи Israel Израел to destroy Hezbollah, to да destroy уништи Hamas, to Хезбола, destroy Хамас, Iran, хутите во to Јемен, destroy in Yemen. Иран, Israel became the army of the United States in the Middle East. Маша на некој начин. Ние имаме израз за Маша. But Израел now стана you'll see- армија на САД во Yeah, Блискиот long Исток. arm, the long arm of the United States in the Middle East. Дали ќе се сложи со мене ако кажам дека САД нема надворешна политика. Надворешна политика на САД е Israel first, а не America first, Israel first. Нели е така? Затоа што It's not Israel first. Israel is an American творба. American institution, American Да, army, Израел American. американска State творба, Department, сака се anyway. It's каже. American. Тоа е американско дете, да речеме така. Yes, it's definitely 51st state is not Canada. 51st state is 51-та Israel. држава не е Канада, чекайте малку, имаме Албанија, сака 51 да е Косово, сака 51 да биде And малку. Israel eliminated many of the enemies of the United States Израел ги елиминираше многу In the од last 2 непријателите на САД во последните in the војни. last 2 years. Значи, I see it продолжена рака практично на as, yes, САД. I see it as American interest. Јас го what гледам Israel тоа did. како американски интерес, а не израелски интерес. No, и израелски интерес и американски интерес. И израелски и In other words, американски. Се Iran други- definitely was enemy of America, the Значи, great Satan. Иран беше непријател на Америка, Америка беше непријател на Италија. Yes. Тоа е оној So if ѓаволот, Israel- сатаната тешка голема и So if Israel is attacking Iran, it is attacking also on behalf of America. Ако Израел го напаѓа Иран, тој го напаѓа по налог, значи на САД. Hezbollah killed hundreds of American soldiers in Lebanon. Хезбола уби многу стотици американски војници во Либан. And so if Israel is destroying Hezbollah, it's also Ако Израел making ја уништува Hezbollah, avenging itself for the United И на States. крајот Сем, се први осветува. бевме со тебе и I Жан. don't think, Jean, I don't think it's who controls who. Мислам дека не е кој контролира кого, I think the interests are really the same. туку интересите се исти. I think the interests are Па really тие the се same. побратими во злостанот, ако може да кажам САД и Израел. Или? They commit war crimes. Is They- nothing new. безконечно. The United States commits. Yeah. United States is Yeah. committing war crimes right now when it is bombing boats in the Caribbean. Also. Значи, Соединетите држави вршат war crimes, така наречени воени злосторства злосторства. и во Карибите и секаде кај што интервенира до сега, секаде врше, но Израел тоа го прави They уште committed war crimes поочигледно. in Iraq, Дури in Afghanistan. се надпреварува колку повеќе ќе и во Морам нешто Афганистан и во да Ирак така. ставаме на запирка. Почнавме први, ова не е за нарцисоидност, први во Македонија, која водевме темата за и околу израелската војна на 7 октомври, се сеќаваш? Први бевме, Да, Жан па. беше со нас. Сем дојде тогаш, баш утрените дојдовме на емисија, на И пред 2 бевме години. интересни што дадовме доста ексклузивни информации, па после гледам дека се служат со копи и пест, но како и да е убаво да се дојде до вас овакви извонредни, ексклузивни информации почитувани, знам дека со голем интерес не следите. Сем, пред неколку дена Советот за безбедност донесе резолуција која поддржа Трамповиот план за околу Палестина, или што беше тоа? Можем ли еден коментар за двајцата? Да, Повели. да, нека повели. The Trump plan for the peace plan for Gaza Мировниот план на Трамп за Газа is exactly a demonstration of what I said, е демонстрација на тоа што го кажа. that Israel will pay the price. Израел ќе ја плати For цената. this new alliance, this new arc, Ова нова оска, не туку да ја крстиме лак алијанса, така, Israel will pay the price. Израел ќе ја плати цената. Look at the plan. Погледа го планот. Ајде да го видиме планот. Turkey is sending soldiers Турција испраќа on the војници border of Israel. на границата со Израел. Turkey is now arch enemy of Israel, major Турција enemy. е најголем непријател на Израел. But United States, Душман, најголем душман. yes, and United States forced
Israel to accept Turkish soldiers. А САД го присили Израел да прифати турски војници. According to the new plan, the So- International Stabilization Force Согласно новите планови, оваа меѓународна сила за стабилизација што ќе се will воспостави, disarm Hamas. ќе го разоружа Хамас. Already, all the members of the force Сите членки на оваа сила, на оваа, announced that they will not disarm Hamas. објавија дека нема да го разоружуваат Хамас. Not Egypt, not Turkey, not Ниту Indonesia. Египет, Indonesia. ниту Турција, They refuse to disarm Hamas. ниту Индонезија одбиваат да го разоружуваат Хамас. So America said, okay, Америка вели во ред, no problem. Hamas can stay with the weapons. нека остане Хамас со оружјето. So America is accepting the presence of Hamas in the territory with Америка weapons. го прифаќа присуството на Хамас, значи нема да се бара од нив да се разоружуваат. Добро, што ќе биде со нив? Како нашите ќе создадат партија како од планините што стега овие дуевци, или ако може да искористам аналогија малку сме. But you are beginning to see that the interests of Israel Значи интересот на Израел are sacrificed се жртвува in the peace plan for Gaza. во мировниот план за Газа. Па добра, објасни што губи Израел тука? А? Што ако има војници од It doesn't matter. баш ме занима што губи Израел It doesn't matter, but ако се смири Газа. No, it doesn't matter. The public position of Israel is this. Јавната- We can argue if Јавната it is a позиција. clever position, maybe it's a stupid position. Може би е глупава таа But that's the позиција. public position. Но тоа е позицијата што ја прикажа во So јавност. Israel said, the condition is to disarm Hamas. Израел вели условот е да се разоружа Хамас. America is saying no. Америка вели не. Israel is saying we don't want Turkish soldiers. Израел вели не сакаме турски America is војници. saying yes. Америка вели да, ќе ги прифатат, ги прифатија, дојдоа Yes. тие таа единица веќе A few thousand. неколку илјади веќе се A стационирани few таму. thousands. Неколку илјади стационирани се на во on the Газа border. или на границата. Israel is saying no state, two-state solution. Израел вели нема да We има will not accept Palestinian state. решение со две држави, нема да прифатиме држава Палестина. In the plan, Во планот стои it says that this is first step to Palestinian statehood. е прв чекор е државност на Палестина. So who? Значи кој? Who is paying the price? Кој ја плаќа цена? Israel. Израел. Па добро. The plan is pro-Palestinian and anti-Israeli. Значи овој план е велиш про-палестински, а антиизраелски. And the same will happen with Saudi Arabia. America is selling F-35 to Saudi Arabia. Исто така се случи со Саудитска Арабија, Америка продава F-35 на Саудитска Арабија. Israel is in panic, Израел е во паника. in complete panic, Целосна паника. because this F-35 Затоа што овие F-35 can be accessed by Russians, by Chinese. можат да бидат пристапени од Руси, од кинези. This F-35 can be given to other Arab countries to attack F-35 Israel. можат на други арапски држави да им се дадат да го нападнат Израел. So Israel is against this. Израел е против тоа. But Trump doesn't care. So Но Трамп не му he е didn't even грижа. ask Israel. Значи, добро, колкав контингент на авиони се работи, знаеме ли? I know. 20, no one 50, knows. сигурно. No one knows at this stage. Голема сделка е. It's an agreement in principle. There's still Арапите debate. ги купуваат или ги изнемуваат? No, купуваат. Ги купуваат. But there's still debate in Congress. That's Значи, why во they Конгресот not се announced дебатира the се debate. уште But не it doesn't објавено. matter because Israel in the past, Израел во минатото, in the 70s, in the 80s, when America wanted to sell F-16, во 70-тите и To Saudi 80-тите, Arabia. кога Америка сакаше Israel made a F-16, huge mess Израел направи голема гужва and it was blocked. и мораше да биде запренато. Now Israel is very weak А сега Израел многу слаб, because Israel is hated on the затоа што left е Израел омразен и лево and the right. и десно. И Also the right. исто така од The од MAGA десно. base, the base of Donald Trump is beginning to hate Israel. Мага базата, Make America Great Again, а таа мислиш, почнува да го мрази Израел. You see Nick Fuentes, you Nick see Fuentes, Tucker Carlson, Tucker you see, Carlson, го гледа новинарот. Marjorie Taylor, Marjorie Taylor исто. You see major figures in the MAGA movement that Значи, are гледате големи ликови haters во of Israel, even anti-Semitic. Мага движењето кои што стануваат големи Of course, the left, Zoran Mamdani and so што го on. мразат Њујоршкиот но и Зохран граѓани. Мамдани Bernie исто Sanders така and од so on. лево Of course, they hate Israel. и исто го мразат For the Израел. first time, Но за прв пат the only thing that unites the American people единствената нешто што ги кохезија, точка на кохезија на американскиот народ is е hatred of Israel. омразата кон Израел. Only thing. The Simple. only thing where you have more than 50% agreement, Единствено нешто кој што има повеќе од 50% in opinion, по служување, анкети,
In opinion Во polls. анкети во јавното анкетите, да. The only thing Единственото нешто во кое that you што have 60%, 70% 60-70% е is the hatred of Israel. омразата кон Израел. So Israel, Значи говориме за Америка, не говориме за арапскиот America. свет, нели, да. In Europe is much worse. Европа исто така, да, Much па, worse. со сето она што се случи, па и немаш друго да Much worse. очекуваш. Можеме ли само тука имаме еден In повтор? Spain, in Norway, in Апсолутно, да. much worse. Ама е оправдано, по мене е оправдано. Yeah, I'm not talking now on purpose. I'm not talking. I think. Let me be clear. Maybe. Да бидам јасен, clarify. да. I think the Israeli policy is between insane or stupid. I did not make up my mind if it's Мислам insane or дека stupid. израелската политика е помеѓу луда и глупава. I think the Israelis committed serious war crimes in Gaza. Израел имаше сериозни воени злосторства починето во I think Газа. Israel is becoming a dictatorship. Израел станува диктатура. I think Netanyahu is a combination criminal and psychopath. Нетањаху е комбинација на криминалец и психопат. But when I make analysis, Но кога ги правим анализите, I putting all these opinions on the side Сите because овие I need to be objective. I мисли need to ги be- ставам на страна, сакам да бидам објективен. Можеме ли тука пред имаме уште две прашања од делот на Саудиска Арабија? But talk a little to Jean. He has many interesting things. Believe me. Жан апсолутно учества во како тука дебатата. сам, Јас да. сакам да го дадеме вториот прилог. Само како беше пречекан натре Саудискиот крал. Па, види, тоа е направено сигурно од некој интерес. Па затоа викам, што добива Трамп со оваа стратегија? Еве, тоа нека биде прашањето. Одиме, Ивана, со вториот, трети или кој му доаѓа, после пречекот, средбата со Трамп и првите приврзаници на Трамп. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Well, thank you very much, everybody. Thank you. What an honor. Well, this is a very special occasion, and it is indeed my honor to welcome to the White House a great friend and a man of leadership, vision, courage, and strength, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia. Принц, окей. Да, жива емисија, како ќе рекоме мора. Значи, принцот на Саудиска Арабија. Жан, може само... Па еве да искоментирам, особено овој прием делува личи како некој кралски прием, онака како што беше во Лондон или пред известен број недели кога британците го прима Трамп. Но што е тука интересно? Државата која што на Блискиот Исток е еден вид диктатура, каде што жените се дискриминирани, каде што има каменувања, каде што владее шарија законот, каде што практично една тоталитарна диктатура и режим е примен на начин како да е најголем сојузник, како да е најголем демократ, од земјата која што себе си се гледа како слобода на светот или како прва демократија на светот. Како апсурд. Е ли ова апсурдно? А гледаш што прават интерес. Се е интерес, се е пари, се е бизнес. Арамко ти значи нешто? Арамко е она заедничката фирма што има што имаат арапите со САД формирано за експлоатација на нафтата и гасот. Тука се побратими во злосторот. Да. Така да е апсурд за мене, гледаш, ова е и дури саркастично како тоа го прави, затоа што има интерес. Сега говориме и за Тоа беше и прашање. ретките минерали. Не, слободно, да. You forgot to mention that this guy was responsible for assassination of Khashoggi. Да, тој новинарот The Khashoggi. intelligence community of the United States. Заедницата таа на разузнавачките служби го убија Khashoggi новинарот. Меѓутоа се извини дека тоа беше нека грешка. Никому ништо, никој ништо. Khashoggi was criticizing him. Khashoggi го критикуваше Not generally, but him. Принцот.
The prince. Затоа принцот го кркна, извини на израз. Затоа го And he gave instruction. Меѓутоа јавно кажа дека го тоа ликвидираш. ја прифати грешката и дека тоа нема If I have the word of MBS, if I have the word of this guy, or I have the word of the CIA, NSA, DIA, and I don't know many, Сите овие агенции што ги and спомнувам. Mossad, И Мосад. then I believe the Mossad and the CIA. I don't believe him. Тогаш би верувал на Мосад, They би said верувал на that he ЦИА, killed him. He gave instruction to kill him. дека тој дал практично инструкции. He's a murderer. This is murder. Убие сам, апсолутно дека. Па замисли до пред 2 години жените немаа право да возат кола во Саудиска Арабија. Или сеча раце како казна од, да речеме, кражба и така натаму. Шарија закон не владе, а овие американците себе се промовираат како заштитници на демократијата низ целиот свет, во наводници, секако. Само се чист интерес и пари. Во ред, меѓутоа не би отишол у друга тема со оглед дека со голема дисперзија на ношалантност во секоја држава кај што криминалот, корупцијата е закон, резултатата се знае кој е пеколот, која да е држава, че се согласите со мене. Значи, сепак мора се почитува законот и правдата и консеквенциите. И ја би ја свртал како четврти блок од ова наша вечерашна емисија, почитувани навистина, еве видовте, ја еве ќе ви кажам колку сме, скоро сме 70 минути во етер. Не осетивте, ја не, кога сега ја почнав емисија, кој имате прекрасни соговорници со вас. Европа во распад или реорганизација. Јас секогаш што да моите анализи дека Европа во оваа констелација е за жалење. Европа која излезе од своите Жан, од своите основни копенхашки критериуми, да се почитува правото на човековото право, само на определување, дефинирање, што е концептот на Европската заедница, бидејќи тоа беше од Моне и Шуман, сосема друго, контра на Втората светска војна. Но што имаме тука? Распад на системот. Имаме кој, каде, што сака прави. Еве, гледаме по брза летната, сака да ја внесат Украина, кај што се води војна, Молдова, дали тука се тие ретки материјали, минерали и редоги работи, или повторно да се блокираат држави од Западен Балкан. Еве за таа реорганизација те молам, доста си... Ајде, јас ќе почнам. Ајде, почни. Хвала. Кога говориш за копенхашките критериуми, тие важат само кога тие сакаат. Значи, за некои држави кои што нема интерес, како што е Македонија, например, до бескрај може да ја блокираат соседите и никому влакно не му фали на главата, никој не се загрижува за тоа, затоа што и тука играат парите, главна приказна се парите и жал, убаво ја спомна таа приказна, рейтинзите на францускиот председател, на германскиот канцелар и на британскиот премиер се меѓу 10 и 15%. Значи, тие политички немаат никаква поддршка кај себе, водат една самоубиствена политика, значи не се пукаат во нога, се пукаат во глава, вазали се, послушници, марионети на американците и се повеќе влегуваат во една каша во која што не може да излезат, пропагираат да продолжи војната, затоа што не знаат што друго да прават. Секој од тие политичари, водечки што ги напомнав и другите, секој 10 на 15 дена се среќава со Зеленски. Еве ти го Зеленски дошол во Москва, во Париз, дошол во Берлин, стигнал во Британија, британците одат кај него. Буквално во овие 3 години војна, можеби 40 или 50 пати се сретнаа со Зеленски, го поттапшаа, го поддржаа до последниот украински војник, нели? Да се бори понатаму, затоа што и тие својот интерес го гледаат да на некој начин да треба да излезат од тоа вазалство, че тоа е првото што треба да го направат. Жално е тоа за таквите држави, затоа што тие се колевки на цивилизацијата многу векови наназад. Така. И затоа мислам дека оние десни сили, радикални движења се повеќе ќе земаат замав таму. И видите што се случува со АФД во Германија, таа веќе има рейтинг од 25 до 30%, што е... Па и у Франција. А во Франција... Reform Party in United Kingdom, the same. Така е исто и кај британците. Значи, ситуацијата е за нив опасна и тие мора да го пропагираат војната и да тврдат на небулози, од типот штом ќе заврши Путин со Украина, ќе ја нападне Балтикот, ќе ја нападне Полска, ќе ја нападне некоја друга држава. Абсурд до абсурд, а гледаме дека
тоа се све фрази и тези кои што не држат вода, така да. Ти благодарам, Жан. Јас сум вчерашната колумна напишав токму за менторот на господинот Макрон, кој го нарече нарцисоиден, изопачан политичар, кој е најслаб од 1958 година од француските преседатели, не покажа ништо. Што е тоа е голема шлаканица на менторот, тој што го создаде. Макрон кој ја уништи, ја разви, ја етаблира десницата и дојде до еден колапс, со еден збор аут од политичката сцена. Еве во тој контекст. I want to take off from where Jean, from Да. where he finished. Europe is what we call in psychology a post-traumatic condition. Европа е во посттравматска состојба, она што го велиме After Second World War, по втората војна, светска војна. Hitler conquered all of Western Europe, big parts of Eastern Europe, Hitler Southern Europe, etc. Големи делови од источна, западна, јужна And the name Европа. of the trauma is Hitler. Името на траумата тогаш беше Хитлер. We are living in Hitler's world. Ние живееме во хитлеровски свет. Everything you see around you, Hitler made. Се што е околу нас го иницираше Хитлер. Not a fact. Тоа е факт. European Union, NATO, Европската it унија. was all reaction Се беше реакција to the actions of Hitler, на акцијата на to Хитлер. prevent another Hitler. Да се спречи нов Хитлер, друг Хитлер. And when you're in a trauma, this I'm telling you as professor of И psychology, јас како професор психологија when ќе you're in a кажам, trauma, кога сум во травма, you not only relieve the trauma, не само што ја дозволуваш травмата да живееш со неа, but also you interpret everything туку се останато интерпретираш in terms of the trauma. од аспект на таа травма. So, if Putin has some Например, regional, local fight with Ukraine, ако и Путин има локален конфликт со Украина, he is a регионален, new Hitler. тоа е новиот Хитлер. This is the trauma speaking. Тоа е траумата што говори од You устите know, на a second Hitler is coming. вториот It's a Хитлер се trauma. јава. Колку пати, да, тоа се He's случи. not objective, he's not analytical, Не е he's објективно, не е traumatic аналитички. response. Едноставно тоа е трауматско одговарање на. And so Europe now is in a post-traumatic state that И they Европа сега cannot е во see clearly, cannot think clearly, cannot, Посттравматска состојба, не може јасно да мисли and they want to teach Putin a lesson и сакаат да му одржат лекција на Путина. because they are saying Затоа што велат, the big mistake with Hitler големата грешка на Хитлер was Munich conference беше Минхенската конференција, when we gave him part of Czechoslovakia. каде што му дадовме дел од Чехословачка. We are not making this mistake again. Нема повторно таа грешка да направиме. Putin is Hitler. Путин е Хитлер. If we give him part of Ukraine, Ако му дадеме дел од Украина, is like Czechoslovakia. ќе ја посака како Чехословачка ќе биде. Result World War. Резултатот ќе биде светска војна. I think what will happen, Мислам што ќе се случи. I think Donald Trump Мислам Доналд Трамп woke them up. ги разбуди. Woke them up. Because Затоа што- until Donald Trump, До Доналд Трамп, I remind you, I am not supporter of Donald Trump. јас не го поддржувам. Enemy, absolute. Јас сум дури непријател на. But where he deserves credit, Но каде што give him the заслужува credit. одобрување, мора да му се for каже. example, Браво. I think he deserves Nobel Prize for peace. Мислам дека ја заслужува Нобеловата награда за мир. Definitely more than Obama. Многу повеќе од Обама секако. 6 војни водеше од Обама. Ама чекајте, тој Обама ја доби Who Нобеловата received награда 6 во months првата after година that. од неговиот 6 months. 6 месеци од неговиот мандат. Тоа беше He апсурд. didn't do anything. Тој ништо не He направи. didn't know where is the toilet in the White House. Тој само што дознал каде беше вецето на Белата куќа, доби нова награда. Нели у ноември се даваше нова награда, стана председател во јануари. Спектакл. Тоа е глупост. Тоа е добро што доминација тука му испрачаме од за Let's go Нобеловата. back to the Ајде, се враќаме на Но тоа. на тезата да се вратам. So, what Donald Trump did, Што направи Трамп until Donald Trump, до Доналд Трамп, United States and United- in Europe Соединетите држави и Европа were in the same psychosa, беа во истата психоза. in the same psychosis, same fantasy, same И истите dream, фантазии, истите same сони, nightmare, you know. истите кошмари. And Donald Trump А Трамп woke them up. ги разбуди. Now that Donald Trump woke them up, Сега, откако ги разбуди Трамп, I believe gradually верувам дека постепено there will be peace in Ukraine. ќе има мир во Украина. Russia is not looking for Baltic states. and so on. Русија It's complete нема nonsense. намера да оди He's во not Hitler. Балтичките Putin is земји. not Hitler. you know. Путин не е Хитлер. And so there will be peace in the east. Ќе има мир на истокот. NATO will learn
It's lesson. that they cannot expand. НАТО ќе научи дека не може да се шири, There is a price for this expansion to the east. дека има цена која што треба да се плати за ова проширување кон So исток. NATO will stop, НАТО ќе застане, and Ukraine will not become member of NATO. and Украина нема да биде членка на НАТО. European Union will re-establish contacts, economic ties with Russia. Европската унија ќе ги повторно воспостави економските врски со No Русија. other way. Нема друг Energy, начин, па ако погледнете transportation. размената помеѓу Германија и Русија беше меѓу 15 и 20 милиарди долари годишно. No. Каде што овие купуваа газ и нафта, овие им продава опрема, машини, лекови, техника, And исто све не. if you look at transportation, if you look at energy, if you Ако look at погледнеме everything, транспорт, even енергијата, information technology, и информатичка технологија исто така, they are integrated with Russia. тие There's no се way to break интегрирани this. во Русија. So I think let's make now scenario next 5 years. Ајде да го направиме сценариото за наredните 5 години. The war in Ukraine will stop. Ќе заврши војната во Украина, America is gone. Америка ќе се оди, There's no psychosa anymore. нема да има It's gone. психоза, ќе се тргне од Европа, сакаш да кажеш, ќе се Yes. повлече од Gone Европа. out of Europe. Не им треба Европа. And Europe will have no choice but Европа нема да има to избор. re-establish economic ties and Повторно да political ties. воспостави економските и политичките врски со Russia. Русија. That will solve the eastern problem. Со тоа источниот проблем ќе се реши. NATO, this is the border. НАТО, the east ова е belongs to граница. Russia. Истокот припаѓа на They will Русија. accept this. That И the тие east ќе belongs го to Russia. прифатат истокот припаѓа на But Русија. what will NATO do? What will European Union do? Но што ќе прави НАТО? Што ќе прави ЕУ? They will go to Central Europe and Southern Europe. Ќе се свртат кон Централна и Јужна Европа. I am very optimistic for Macedonia Јас сум оптимист за Македонија, because I think затоа што сметам it was like that. Imagine like a balloon. Како балун. NATO was like that. Balloon, small balloon. мал балон како гледате, Started to expand. почнува да се шири, Expand to the east. На The исток. balloon was here. балонот беше овде, Let's say this is Poland. ова е Полска, And the balloon expand. балонот се шири, The balloon did not expand here. но не Balloon се expand шири here. надоле, се шири овде. This is Russia. Тоа е Русија. Now Russia И сега hit the balloon. Русија no. го Said no. To the пукнува boundary. балонот и вели не, границата What will остава. happen to the balloon? Што се случува со балонот? Push the balloon. Кој ќе го присеш од озгора? Go here. Треба доле некаде да се Where прошири. is this? А каде е тоа? This is Тоа е Southern Balkans. и Западен Балкан. Balkans, actually. Западен Balkans. Така е. This is South Europe. This is Јужна Европа. Turkey. Турција, така. This is Greece. This is Middle East. Блискиот This is исток, North Africa. Северна This is- Африка. So all the orientation will change. Целата ориентација ќе се All the смени. orientation of European Union and NATO На ЕУ и на НАТО, will completely значи change. тежата оди на друга страна. Така. Yes, and then countries like Macedonia, И тогаш Serbia, земите како Македонија, Albania, Србија, Албанија, Greece. Грција they will become super important, ќе добијат на extremely значење. important Екстремно to значење. NATO and to European, И за НАТО, и за ЕУ. because they are natural bridges between all these. Затоа што се тие природни That's мостови. why Donald Trump. Мислиш дека тоа ќе биде ако сме да I прашаме? believe in that. That is why Donald И Trump затоа Трамп вели is proposing Saudi Arabia ја предлага For НАТО. Саудиска Арабија да стане членка на Као НАТО. надворешен. Дел од НАТО. kao nadvožen, normalno. Надворешен, да, не е тоа веќе. Maybe later not nadvožen. Нема ништо северноатлантско нели таму ниво А може да Грузија, биде ниво инкорпориран? Што кажеш не може. Молдавија. Why not? If the orientation changes, Ако if се the смени Europeans say, ориентација, ако европјаните if кажат Europeans says enough, доста enough with this Russia, со Русија, enough with this. доста со таа Русија, Nema rizik, nema, there's no danger, enough нема with this. опасност, нема. Because they're fighting, Germany, for example, Zato was što ti je- fighting the last war. Германија практично се бори во минатата војна. Yeah. They were preparing for a war with Russia. Тие се спремаат за војна со Русија, ако дозволиш да спомнам Да, само еден. војна. Погледајте ја само да илустрирам. Rheinmetall, едно од најголемите производители на оружје во Германија, погледни акцијата на Rheinmetall пред 2 или 3 години колку била и колку сега изнесува и погледни колку имаат налог за производство на оружје. Ги пунат касарните. Не се нормални. Затоа што непријателот чука на врата, прават војна психоза, заедно со онај Мимак, ако може Оберг да го цитираме, данскиот или норвешки беше миротворец, еден познат активист за мир. Мимак го викаат Military Industrial Media and Academic Complex. Значи, целата таа структура на војната индустрија ги става под чепа и новинарите, и универзитетите, професорите, оние што работат, не можат слободно да се изразуваат. Think tank. Think tank агенциите се сите нивни. Значи, се обидува целата таа шема на опасност што доаѓа од исток,
да портретираат кај своите гласачи и да ги држат во психоза и во страх, а нема врска, глупост на векот. Нема намера да оди, што би правил Путин во Берлин, например, и во Германија. Да. Тоа се It is шега. not Russia that attacked Germany. Значи It не- is Germany that attacked Russia. Значи не е Русија што е нападна This war Германија. was not- Германија нападна Русија, така е. It is Russia that should be in psychosa, not Germany. Русија треба да е во психоза, а не Германија. crazy. И тоа успева да го продадат кај But I'm кај asking you- гледачите, кај своите кај јавноста. But I'm asking you, Jean, you're NATO. Ти си НАТО, например. Imagine that Замисли, American forces left Europe. Америка се A few тргнува. thousand left. Неколку илјади ќе останат, така е. Заштитата сакаш да кажеш, Imagine- завршува. Чадорот се трга. Imagine that the war in Ukraine stopped. Војната во Украина завршува. Знаеш што ќе направам? So, if you don't find a new reason to exist, Ако не најдеш нова причина за живење, нема да има НАТО. нема така е, НАТО е направено кој што They need нема, to find some- па нема со паѓањето на Берлинскиот зид веќе немаше потреба за НАТО, но НАТО е таква една сурова огромна структура, секаде влезена, секаде поставена, врзана со индустријата за оружје, што не може да се сруши. So they will look for a new. И ќе бараат да Where is this место new? каде може Where? така, каде е тоа новото? East you cannot go. На исток не може веќе Таму да се има шири. Dragon Putin. Змајот. Змејот Путин се. You cannot go to this. Не може да се So I'm исток. telling you the only way Така да единствениот начин is down. е одат на југ. Down. Да Down се is you. надеваме нека нема Down да is this. Дали тоа значи да не смееме да направиме грешка како што беше направено со Преспанскиот договор, а и самиот Ципрас му кажа на неговиот несуден сват Зоран Заев, да чекавме уште малку грците, че мораше за уши да не фатат и да ве признаеме под уставно име. Значи ли тоа за двајцата дека не сме Македонија да брза и да направи повторно еден голем колапс, предавство со еден збор, да прифати некој француски предлог, односно бугарски диктат? From the first minute that I arrived in Macedonia, Од првиот момент кога дојде во Македонија, 29 years ago, 29 години поминаха. I gave interview to Nova Macedonia. На Нова Македонија дадов интервју And I said, и кажа: the best course of action for your country is Най- to continue Tito's non-aligned movement. најдобар начин да продолжите со вашата политика е да се вратите на неврзаната политика на Тито. And I think И NATO will come to you. НАТО ќе дојде кај вас. European Union will come to you. ЕУ ќе дојде кај вас. I think you know, there is when you are dating a girl, Кога излегуваш со девојка, состанок. например, на состанок со 3 девојка. минути, окей? you're dating a girl. She's playing hard to get, Малку и тешко игра, значи тешка кока е за but you are not. но ти не си. You're like an easy woman, like easy girl. Ти си како лесна кока, значи како лесна девојка. You are not estimating yourself appropriately. Your location, for Не example, се проценувате вие исправно. your loyalty. Вашата вашата локација, вашата верност. И сме имаме ли наша геостратешка позиција што имаме You're коридор? in wonderful position. You're in better position than Serbia. You're По-добра позиција од Србија. in perfect position. Перфектна, па добро. 3 минути имаме, Сем, или ти ќе... Не само да кажам, треба да образложиш зошто е подобро од Србија. Србија сепак е поголема, сепак излегува на Дунав, има Ама исток-запад. и Сава и така натаму. We can discuss this, Војводина, but in a nutshell, Шумадија, in a nutshell, because of Greece. а ние сме околени со душмани и така In a натаму. nutshell, no, that's something else. I'm talking about the geostrategic position. Да, ма за жал кај нас не ја гледам Geostrategic многу. position, you are the bridge to Greece and from Greece to Turkey and the Middle East. Добро, This is ама your, не премостуваат се повеќе. Гледаш дека на истокот се врти преку Видин и Калафат оди веќе and the problem is, трансверзалата, а не коридорот the problem is 10. that you're not fully integrated. And the problem, Проблемот е не сме целосно and the интегрирани. reason you're not fully integrated Причината за тоа is because затоа you're constantly weak. постојано сте слаби. You're not negotiating from position of strength. You're negotiating as if as преговарате од beggars. позиција You're на beggars. сила, вие сте питачи, па такви сме за жал точно. Beggars. И вазали нормално. Ако Германија е вазал, како што би ние па да. But Germany is Germany, and you're not Germany. Да, So Германија you е Германија. You can't Ако afford. Франција е вазал, You can't afford to be vassal. не можете да си дозволите да станете вазали, ама сме, и тоа Клиентелистичката политика донесе до тоа, меѓутоа треба да се Така е, направи точно цврста спиноза, Јас More, кичма. да, more. И така. постојано кажувам,
ние можеме да одлучиме само за некоја селска чешма или локален пат. Сите одлуки што се донесуваат на Македонија и политиката и на дворешната и на трешната се донесуваат на Калето. Таму има една госпоѓа. Меѓутоа, кој имаш главна цврста... шефица на Македонија. Да, ама ако имаш цврста... ние тука, нашите цврста политичари... кичма, нема да дозволи. Сем, ти благодарам многу што еве 90 минути замина толку брзо и знам дека Жан, многу ти благодарам за учеството и за поддршката на оваа емисија. Прекрасни работи донесовте, како информации дадовте. Почитувани гледачи, ова беше уште една епизода на Гласот на народот. Светот влегува во нова ера на геополитички судири, но и можности. Македонија мора да биде подготвена и внимателна, затоа што секој глобален потек има регионална последица. Еве, слушнавте убава анализа и од господин Осен Вакнин, кој навистина му благодарам од моје и ваше име, зашто не почести со ексклузивни информации. Благодарам на господин Жан Становевски со една длабинска анализа. Видовте мапите кои се автентични и ја кажуваат таа слика што вие вечерва треба да ја имате како реалност, како вистина околу овој план, мировен план кој конечно мора да дојде. Уште еднаш, Господу, ви благодарам да сте живи и здрави. Само да многу години празникот и славата што ја славиш. Жртвувам дел од денот за да го направам ова. Да, јас ти благодарам. Печтувани денеска, навистина им честитаме празник на сите што го слават свети домашна слава ни. Архангел Михаел. Да, се надевам дека успеа гледачите да разберат што доаѓа од него, а што доаѓа од мене. Значи тоа неговото беше поголемо. It doesn't matter. But I think we did a good job. Направивме обид да преведуваме веќе консекутивно гледаш, така да но како да е, ова беше ултра ексклузивно. Ви благодарам навистина. Знаете, јас како ќе се чувствам однат. А со тоа што еве да им го честитам уште еднаш големиот христијански празник, свети Архангел Михаел за многу години и знам дека Жан се приклучуваш кон семејството на славата. Се гледаме наредниот петок во истото време, да сте ми живи и здрави. Пријатна вечер. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.